Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ζαλόγο Κούτιν. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο χορό μας τον Βλάτκο Μιλωτινόφσκι. Μας κάνει μεγάλη τιμή που ήρθε σήμερα στο χορό μας. Βλάτκο Dobro Dojtevte. Ова држава Грција после 12-13 година почна агресивно грцизирање на се и се што. Тргнуваат, станува збор и со топонимите, со селата и како се викат. Например, сите 88 села што се во Леринската околија, сите имиња се поинакви отколку што биле пред 1026-28 година. Македонските села постојат уште во Калјарско околија, се околу 20 по број, како што е село Емборе или на грчки Емборио, село Дурутово или по грчки Проастио. Туа нашо село се казваше Четиро, сега по грчки Месопотамија. По-горе најубавото село, богато и големо село беше Забени, сега се вика Дендрохори. Моето село од Врбени или Екшису, кад што беше 200 години во Отоманската ига, се нарекува Ксинонеро. Ние му викавме по македонски Гуменџа, сега се направи Гумениса. Моето село дека живеам јас се викаше Петгас, а сега е направено Пендалофос. Селото што сум роден се вика по грцки Лофи, а по македонски Забрдени. Околјата е Лерин, Флорина по грцки. Ова е типична грчка политика на некој начин да докажува зошто и како овај дел во Грција има грчки карактеристики. Реките и тие са сменети, ама големите реки. Нека кажеме Вардар сега, што е близу до нас, се вика Аксиос. Планина Кајмакчалан или Ниче, што е на македонски, што сега се нарекува Ворас. Беласица се вика Белес, и Керкини има сега и друго име му ставија, има три имиња, тоа две грчки и едно македонски. Паик планина Голтачука. Они акалдеа метеризи, шак му текна на секој ден. Гандач планина, Гандач, ритката Гандач, акалдеа друго име, грцки размислими имиња. Ама ние се изнаеме по македонско. И до сега шумсто още и користи македонски имиња. Ама сега гледам, извагат карти нови, прават да уништат се. Како се викаш? Христо. Тука си од Воден? Воден. Воден града? Воден град. А тука во Воденско има многу македонци? Има. Ти си македонец? Јас сум македонец. Стар македонец. Колку години имаш? Јас 82. Да си жив и здрав. Јас не сум ни бугарен, ни грк. Македонец. Има Мануил, зо на 3 хрони семјански, некој проблема, нету с македонески, мета трагудес, мета ова. Еси ти се? Его и македонас, Микросијадис. Јас се викам Коста Стасопулос, а по македонски се викам Кочо Ташев. Јас сум Петр Димчев.
По грчи Петрос Димцис, името ми е татко ми Кириакос, мајка ми Ставруля. Моето име е Димитрис Јоану, или по македонски Димитар Јованов. Пеце Василјадис, македонското презиме ми е Пеце Бенишев. Се викаме Колевски. Седна ни го менае името Николау. Кочо Ќосев, по грчки Коштас Ќосис. Ставрос Ципас на грцки, Ставре Ципов на македонски, то време. Имињата почна државата да ги официјално да ги менува, тоа е типично грцизирање на македонското население 30-тите години, кога почна да дели режимот тогаш, Метаксас, што беше диктатор, познатите лични карти. И имињата ни имена ја, и знаете. 28 година име, презиме, што имаше тука македонско, ме наја по грцки. Да се заборави се што имаше тука, тие знаеа што правеа. Тие си имат една таква линија што веле оти тука не стана ништо, нема таков народ, немаше никој пат, тука имаше секој пат грци, од Александар, не знам, од пред Александар, од пред 5000 години, и тоа тешко е да се смени. Се наоѓаме во Зеленич. Како се викаш? Се викам Ѓорги Воглидис, Ѓорги Боглев. Ти си од тука, од селото? Од селото Зелениче, тука се роди и тука живам. А на ово село има македонци? Има многу македонци, се кријат појките. Јас со мојот ум велам, тој што сака да биде, може да биде. Сакаш грк да биш, може грк да биш. Сакаш турчен да биш, турчен ќе биш. Ка сака секој еден може да биде. Јас ка сум македонец, не може да ме прават што сакат они. То сакам да речем. Поздрав на сите македонци, од мене и од сите македонци тука у Грција, у Канада, у Австралија, у Турција, што има многу македонци и тамо, и у цел свет. Се трудам да ја научам, да се научи по македонски. Другите деца на нината возраст не му лафат, не му зборват луѓата на македонскиот език, таткоите, мајките. И сега многу пат и ќерка ми веле, абе тате, шо ме мачиш? Зашо ми зборваш на вој език? Македонското јазик јас го чук за прв пат од дома, од домашните. Од баба, дедо не го памтам, од баба, од татко ми што говораа со мајка. Баба ми не знаеше арне грчки и јас го научив од неа. И она се научи од мен грчко. Сето село зборме по македонски. Наши, ние, меѓу нас. Со грците не можеме да се разбереме, со грците се лаф на грцки. Мек ние се родим со две езици. Сега работите да не растурме големи се работите и многу тешки и жални за нас македонците, што толку години сте не можеме да застанеме на една држава, на едно место. Најшот народ, сега ако зборуваме за тука малца политика, са погарце на итикмили. Това е тежка работа. Старите поминаа многу лоши години. И порастиме во лоши години. Зошто ние дома зборваме друг език? И баба ми велеше, да не ти е гајле, не опитвај, да си ја пулиш работата. Оти може да има страх, може не знаех, не можех да докажам зашо. Ама ми беше чудно, зашо со мен би говорат грцко и меѓу нив говорат македонско. Тоа ми не ми беше јасно. После разбрах нек што ја работата. Државата многу го испаска во народ, македонско народ. Да се плашиш се плашиш, ali да се срамиш што си македонец, има многу луѓе што се срамиш што се македонци. Ако се правиш грк, нема мака. Ако демек се направиш мајмун,
не е тешко. Може да речиш, јас, знаеш, не знам македонски, не се роди македонец, немам грк сум. Мајмун демек. Ама се направиш мајмун, лесно е. Не те гиба никој, немаш мака. Ако си македонец и го велиш тоа, го кажваш јавно, тешко е. Тешко е. Ке најдиш луѓе да те сопнат, ке најдиш луѓе да те малтретират, па ќе ти се јават на телефоно и може да ти речат ќе ти изгора тебе и фамилијата, а не знаеш кој е тој. Не знаеш, велиме, тешко е. Баба ми, шо ќе им ни кајси, се беше по македонски. И приказни по македонски, и песнички, и се по македонски. Мајка од време на време кажуваше песни, што арно што се писаа вие песни, има наши луѓе што ја писаа, да кажем. Дома, ако има баба, знае приказни, знае македонски приказни и песни. Малце много знае. Мама по некој пат, кога прашаме некој песна, се забрајва. И така многу пати, така од самта му греде, и му велам, чекај мамо, ќе одам ќе ја пишам сега, за да не забрајме. Најважно за нас македонците тука во Грција е дека иако повеќе од 100 години се превзедува еден куп мерки за македонската традиција, јазикот, фолклорот да исчезнат, успеавме да ги зачуваме. И така ден денес во 21 век на полно македонски села се пее на македонски, се негуват ората и песните и обичаите како што е Коледе, Лазарица, бабарите и така натаму. Лек по лек испаднаа некои деца, јаки да кажеме, што сакаа да се баркаа културата, да не се плашат да окажуваат по македонско орто. Лек по лек почнаа да клават и по 2-3 ора, по 2-3 песни да се пее. Само еден податок ќе спомнам дека до 90-те години, кога поголем страв постоеше, само во 4 села низ Егејска Македонија се пееа македонски песни по разни панагјури и собири, сега се пеат на над 200 села. Тоа успеавме да се зачува. Песната и орото ќе го слушниш во панигири, ќе го слушниш во свадби. Многу разници што пееме, а дети што правиме у селото, децата се први у орото, македонски ора, кога играат оро, си пеат. Си пеат македонски песни. Не го лафат езико. А го слушат македонски песни, се узлават. Го имат натре у срцето. Ки пулис да играат оро, народ ки пуле и ки си пеат. Кад се играат оро, ки си пеат. Музиката не пее, децата си пеат. Го имат отнатре. Од Костур, после толку години што се врати во Егејска Македонија, во Грција, што успеа, а и тоа со лагао, не оти, демек, кога направи Грција законот за политичките бегалци, не знам шо, тој отиде истата вечер тамо во Словенија, никаде во консулатот грцки, и тие дур да разберат оти дали е македонец, дали е вака, дали е грк, му дадува една книга, си дојди човеко се врати, еден тој го запозна и се бројни на прстите, 5 луѓе, 3 луѓе. Едни од тие што избегаја, се врати, ама малце, многу малце број. Луѓе што рекоа ти грешка направиме, знаеш како тоа было, за да се вратат, инаку не можеш да се врати никој. Има многу што, и, како веле, Папа Јоану, што се прода. Други пише во Скопје кога беше, други тука пише. И се правише и за Гарк. И денес, и тука на селото, има многу наши луѓе. Плаче за тоа нешто, ала се плаше многу. Се плаше за тоа. Јас не можам да разберам. Има луѓе сега 80-90 години стар човек, се плаше. Моли, што се плаше сега? Што ќе ти прави? На мене моли, зашто не верам нешто? Јас мислам, повеќето наша е грешката. Се плашена.
Кога дојде даскало опет о Румо, една чупе станува, веле така и така, Джордж и оби пеја македонски, му веле на нас на дечината. И даскало веле, кој пееше македонски, ти му кажи, јас пееше македонски, да сме зашто пееше македонски, ама веле, че спееш. И фаде да ме бие. Зашто да ме бие, зашто јазик го говорим, децо. Не смеа никаде, нито во црква, нито никаде да зборуваат македонски. Све требаше да биде грчки и они имаше многу полиција, војници да слушат. На вечерта луѓето се плаше и дома да зборуваат македонски. Вратите, клученците му клававме книга да не се пуле, да не се слуша гласо. На пенџерите клававме хебина, да светлото да не бие, да не се слуша нашиот јазик што се зборуваме со мајката и таткото или пријатели, гости кои не градеа. Цаксира се викаше, како денот го памтам, се качи на црквата на високо место и собра цело село и вели во јазик треба да се пикне од земјата, да се забрани. Мила елиника, ја ти са плиронис ке де са милас. Значи, што значи? Овде е Грција и ке зборуваш грчки, инаку ќе платиш ако зборат туги јазик во Грција. Дедо ми уште кога дојдеа грците, бидејќи говореше на македонски, го бесија грците во селото. Мо дојде многу тешко на мајка ми, на татко ми, кога се дојдов дома јас. Кога пеев грцки јеројски песни, тие ми рекоа, му закача нож, ама не ми кажуваа зашто. И за доста време пред да ми каза, оти ние не сме грци, и тие песни што ги пеав јас против нас. И од тога се науков јас кој сме. Извинете. Стигна војската и киниса од куќа на куќа да бери деца. Мајка ми ме облече мене во нејзини плачки, ми кладе бабушка, ме врза и ме клае на оджако да готвам. А моето братче малото го пикна за дама амбаро. Беше малечко, можеше да го пикне, да го скрие, да не го земат грците. Мајка ми беше затвор, цели 6 години. Ние деца бевне, голи и боси. Ништо не бевне над нас. А мајка Јас имав 8 години. Тога ме зеде од мајка, од татко. А јас бев такво дете што не можев една ноќ да спие без мајка. Јас на тој ден го напуштив родното село и уште еднаш не се вратив назад. Οι κυρίες μας μίλησαν για τα παλιά τα χρόνια και για τους λανθασμένους χειρισμούς των ελληνικών κυβερνήσεων, που και εδώ, όπως και στη Θράκη, περιθωριοποίησαν πληθυσμιακές ομάδες. Ξύλο! Τι ξύλο της έδιναν? Γιατί εδώ δεν μας άφηναν να μιλάμε μακεδονικά. Εμείς είμαστε εντόπιοι. Ξέρουμε τη γλώσσα μας. Και δεν μας αφήνανε να μιλάμε. Ούτε ράδιο να στείλεις, ούτε τίποτα. Αν σε ακούγανε και ξύλο. Βούρδελο. Πότε άλλαξε αυτό? Τώρα είναι το Πασόκ πότε μπήκε. Παπανδρέου. Εδώ, σε αυτή την έκδοση για τον Ακρίτα, που την έχεις εκμεληθεί, την έχεις γράψει εσύ, τον Ακρίτα τον λες Μπούφι. Ακρίτας ή Μπούφι?
Και Μπούφι και Ακρίτας. Μπούφι ήταν το παλιό όνομα του χωριού. Ναι. Το πιο παλιό όνομα ήταν Μπούφ. Μπούφ, σκέτο, χωρίς το 1918 έγινε Μπούφι. Ναι. Και το όνομα αυτό το πήρε το χωριό τους πολλούς μπούφους που είχε. Λογικό. Πολύ λογικό. Απλό. Και φυσικά έτσι το ξέρουν και όλοι, ακόμα και σήμερα. Στην πορεία, πολύ πρόσφατα, το 1957, με ένα διάταγμα μετονομάστηκε σε Ακρίτα. Δεν ελληνοποιηθεί. Προφανώς, ναι, όπως και όλα τα χωριά της περιοχής. Από το πόλεμο γκρεμίστηκε το χωριό. Και μετά τον πόλεμο τι έγινε για αυτή ο κόσμος? Σκοτώθηκαν, έφυγαν μετά. Η πεθαρά μου εδώ, στον δρόμο, ερχόταν από τη δουλειά και τον εμφύλιο λέτε, Ναι, τον εμφύλιο. Το 48, το 49. Έχουν φύγει πολλοί, έχουν πάει και στην πρώην Ιουγκοσλαβία πολλοί. Άλλοι έρχονται, άλλοι δεν μπορούν να έρθουν. Εγώ έχω 3 εγγόνια εκεί. Αδελφό. Πού μένουν? Στη Σκόπια, στην Πίτολα. Moby Mac welcomes you to the Republic of Macedonia. A pleasant stay in our country. Јас имам мајка 92 години. Родена е на 1896 година. На 1896 година. Која таја кога дојде Грција, таа беше чупа. И тоа она се самажила. И таја не знаеше грчки да прегори никако. И ден денеска да ја прашаш неа таа грчки не знае. Одека ние? Одека тој јазик наш? Кога грците, кога ние грчки јазик чера дојка наска? Друго, тие селата наши кои тија ни прекрстија. Моето село се викаше Врбини, тие го прекрстија да се вели и тја. Лерин. Лерин се викаше Лерин по наше, па тие го прекрстија 26-та и 7 година во Кладоа Флорина и таму једе се не знам шо. И одека ние ќе бидеме Грци. Ние кој што рекоа тоа понапред дека по Турчино беме толку години и Турчина не успеа да не потурчи и да не мерни верата и јазикот. Не Грко, Грко дојде вчера. Дека още имаме живи луѓе кои знаат од Грко дојде вчера, не е кои од кога дојде. Хајсташе, како си? Добро, вие? Колку години имаш? 90. Кај си родена? Село Буф. Буф, Леринско, Македонија? Ја. Војничка Македонија, ја. Ти ко беше мала, зборуваше македонски дома? Ами не знав, дури немав на грци на школа. Да се учиме грци. Си зборував нешто, се не идам на школа, не учеа грци. Ама ако се греф на школата, ни велија да не зборувате чужи јазик. Ке стои дома да велите калимера, калиспера. Ама ти беше македонка секој пат? Македонки. И тие не кажаја и дома. Македонците да се држите, не слушате што не лажат. Ти секогаш знаеше само наш јазик, не знаеше грчко? Кој на школа? Сигурно. Седне ти сакаш да се смени името на Македонија сега? Но. Оти? Ами ние сме македонци, кажа. Кој може да смени? Толку години по Турција бе. И да ни смена се, овие ние сме бошкари. Трајко Мајнов. Адреса село Илиджиево, Солунско. По грчко каже. По грчкото. Јоанеш Манос. Неа Халкидонот и Салоники. По кој да ти го кажам? Благорода? Мајнова. По презимето од татко ми Попова. Така? По грчко Вангелица Ману. Пападопол. Халкидона. Тесалоники, периферија. Да. Да ве прашам се, каде го научите македонскиот јазик?
Ама се родил. Нема нашите родители друг език. Македонско само зборуваа. Да. Нема друга И ден работа. до денешка вълни. Македонци сме. Ние и македонци ќе умрма, што направимо? Не може да биде. Сега работите да не растурме големи. Ќе ви пеја. Не, сега да не пее. За кажам, ма што бе. Афу не пее. Кај? Нема да се срамуваш, каже пет речи. И как да кажа, бе? Кај знае много. Афу не пее. Кој да каже? Кој сакаш? Како ја сакам? Ја имам глас сега на тие години да пея. Застани ќе го кажам. Дај ми бабо колача, да сачинам јуначе, да си одам по дружина, да нема изеда пес за газина. И ќе дојам. Дечки, нова на песна, ајде! Вечни векови, Рокував книге и Белорски, Оврега свети наши коренија, од исти мајки тука родени. Гледате нема, ама не сме, соберам стрит солу норови кабе. Гледате нема, ама не сме, македонски песни, гордове. Gremena, Gorena, Bičo, Bravo, Skjerojski, se